Почитувани советници, ја отварам 72-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе. На седницата се поканати градоначалникот на општина Свети Николе, представници на стручните служби на општината, како и представници на институциите кои имаат предложени точки за дневниот ред. Советниците Бојан Митев и Владимир Атанасов ми известува дека од оправдани причини не можат да присуствуваат на денешната седница. Пред да го прочитам дневниот ред, записникот од 68-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе, одржана на ден 31.5.2021 година, ви е поделен. Дали некој бара збор по однос на записникот? Бидејќи никој не бара збор, записникот од 68-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе, одржана на ден 31.5.2021 година, оставам на гласен. Кој е за? Констатирам дека записникот од 68-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе, одржана на ден 31.5.2021 година, е усвоен со 13 гласа за. Записникот од 69-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе, одржана на ден 17.6.2021 година, ви е поделен. Дали некој бара збор по однос од записникот од 69-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе, одржана на ден 17.6.2021 година? Бидејќи никој не бара збор, записникот од 69-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе, одржана на ден 17.6.2021 година, го ставам на гласење. Кој е за? Констатирам дека записникот од 69-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе, одржана на ден 17.6.2021 година, е усвоен со 13 гласа за. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Годишен план за вработување за 2022 година на Дом на култура Крста Мисурков Свети Николе. Точка 2. Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП Погребални услуги Свети Николе за периодот од 1.1 до 36.2021 година. Точка 3. Извештај за реализација на општина Свети Николе за вториот квартал за 2021 година. Точка 4. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Свети Николе за извештениот период кумулативно за втор квартал од 1.1.2021 до 36.2021 година. Точка 5. Квартален извештај за достасени ненамирени обврски избиран за втор квартал на општина Свети Николе. Точка 6. Квартален извештај за промените на составот на секој заложување на општините и јавните предпријатија основани од општините од 1.1 до 36.2021 година. Точка 7. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Свети Николе за 2021 година. Точка 8. Годишен план за вработување на општинско основно училиште Гоце Делчев Свети Николе за 2022 година. Дали некој бара збор по однос на дневниот ред? Бидејќи ни Маце Павле. Почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, по однос на дневниот ред барам објаснување. Значи, пред 2 седници поставив прашање по однос на барање од граѓанин кој што бараше помош. Го читав тогаш, да не се повторува, мислам дека знаеме за што се работи. За лице кое што има ампутирана нога и бараше помош како и секој друг што го следува, значи си го бара правото едноставно и сметам дека треба да му испаднеме во пресред. Тогаш ми одговоривте дека старото барање било 2019-та, завршила таа година, 20-та завршила ради короната. Човекот има поднесено за 21-та, значи барањето има копија од самото барање на 5.7.21 година, има поднесено, уредно архивирано тука од службите. И сметам дека не треба да си играме со судбините на луѓето, бидејќи овој човек не по негова вина бара помош и не дај Боже некој да дојде во таква ситуација да бара ваква помош. Значи не отарно бара таа помош, меѓутоа ние како Совет треба да му испаднеме во пресед. Значи треба да го изгласаме, а кога ќе му се платат средствата и колку средства ќе му се платат, тоа останува на службите да си пресметаат според критериуми кои што ги има направено, меѓутоа да го возиме човекот да 3 години поднесува барање, а да не му се никаков одговор даде, сметам дека е нечовечки. Благодарам. Благодарам, Маце. Прво малку со речникот не возиме ние никогу. Второ, околу барањето е поднесено, има уште едно барање, има најави дека уште за поднесување на барање, а бидејќи сите барања треба да одат на комисија која формиравме, комисијата ги разгледува барањата, па потоа дава одобрување, а бидејќи годишните одмори се во тек, кога ќе ги поднесат луѓето кои имаат најава за поднесување на такви барања, во текот на август ќе бидат поднесени до комисијата на одобрување, штом заврши комисијата ќе бидат ставени на дневен ред. Без да поминат на комисија, јас не можам да ги ставам на дневен ред. Благодарам на вашето објаснување, меѓутоа
Не можеме ние да предвидиме човечките судбини кај ќе однесат луѓето и да предвидиме до крајот на август дали некој ќе има потреба од барање или нема потреба од барање. Сметам дека тоа што е поднесено барање, комисијата треба да го разгледа и да се стави на дневен ред, а сите натаму дај Боже да нема потреба од вакви барања, ми тоа луѓе сме. Значи, секој што ќе има потреба, ќе си поднесе во друг рок. Дали ние имаме правилник, колку пати во годината треба да се поднесат вакви барања и ние можеме да предвидиме кој кога ќе го судбината натера да поднесе вакво барање. Значи, сметам дека не е издржано ова барање, пак ќе кажам, ми замеривте за речникот, сметам дека навистина е возење председателя ова, бидејќи 3 години да си играме со човечка судбина, да не му одговориме ништо, не дај Боже да се донесеме во таква ситуација. Станува збор за човек кој што солзи во очите му течат кога разговара со мене, а ние тука 3 години не му даваме никакво објаснување. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, дневниот ред го ставам на гласен. Кој е за? 12. Против? Воздржани? 12 ја избрав. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 12 гласа за. Точка 1. Годишен план за вработување за 2022 година на Дом на култура Крстен Мисирко Свети Николе. Збор има председателот на комисијата Бојана Стојанова. Комисијата за јавни дејности при Советот на општина Свети Николе предлага на Советот да го усвои годишниот план за вработување за 2022 година на Дом на култура Крстен Мисирко Свети Николе како што е предложен. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Видејќи никој не ба разбор, годишниот план за вработување за 2022 година на Дом на култура Крстен Мисирко Свети Николе го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? 4. Констатирам дека годишниот план за вработување за 2022 година на Дом на култура Крстен Мисирко Свети Николе е усвоен со 8 гласа за и 4 воздржани. Точка 2. Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП Погребални услуги Свети Николе за периодот од 1.1 до 30.6.2021 година. Збор има председател на Комисијата за комунални дејности Штерио Георгиев. За комунални работи и сообраќај при Советот на општина Свети Николе предлага на Советот да усвои извештај за материјално-финансиско работење на ЈКП Погребални услуги Свети Николе за период од 1.1 до 30.6.2021 година како што е предложен. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, извештајот за материјално-финансиското работење на ЈКП Погребални услуги Свети Николе за периодот од 1.1 до 30.6.2021 година го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека извештајот за материјално-финансиското работење на ЈП Погребални услуги Свети Николе за периодот од 1.1 до 30.6.2021 година е усвоен со 8 гласа за и 4 воздржани. Точка 3. Извештај за реализација на општина Свети Николе за вториот квартал за 2021 година. Комисијата за финансии и локален економски развој при Советот на општина Свети Николе му предлага на Советот да усвои извештај за реализација на општина Свети Николе за вториот квартал за 2021 година како што е предложен. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не бе разбор, извештајот за реализација на општина Свети Николе за вториот квартал за 2021 година го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека извештајот за реализација на општина Свети Николе за вториот квартал за 2021 година е усвоен со 8 гласа за и 4 воздржани. Точка 4. Квартален извештај за завршување на буџетот на општина Свети Николе за извештајниот период кумулативно за втор квартал 1.1.2021 до 30.6.2021 година. Комисијата за финансии и локален економски развој при Советот на општина Свети Николе му предлага на Советот да го усвои кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Свети Николе за извештајниот период кумулативно за втор квартал од 1.1.2021 до 30.6.2021 година како што е предложен. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не бе разбор, кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Свети Николе за извештајниот период кумулативно за втор квартал од 1.1 до 30.6.2021 година го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Свети Николе за извештајниот период кумулативно за втор квартал од 1.1.2021 до 30.6.2021 година усвоен со 8 гласа за и 3 воздржани. Точка 5. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски збирен за втор квартал на општина Свети Николе.
Комисијата за финансии и локален економски развој при Советот на општина Свети Николе му предлага на Советот да усвои квартален извештај за достасане ненамирени обврски збирен за втор квартал како што е предложен. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, кварталниот извештај за достасане ненамирени обврски збирен за втор квартал на општина Свети Николе го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека кварталниот извештај за достасане ненамирени обврски избиран за втор квартал на општина Свети Николе усвоен со 8 гласа за и 3 воздржани. Точка 6. Квартален извештај за промените на состојбата на секој задолжување на општината и јавните претпријатија, основани од општините од 1.1 до 36.2021 година. Комисијата за финансии и локален економски развој при Советот на општина Свети Николе му предлага на Советот да усвои квартален извештај за достасане ненамирени обврски избиран за втор квартал на општина Свети Николе како што е предложен. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија, основани од општините од 1.1 до 36.2021 година го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија, основани од општините од 1.1 до 36.2021 година е усвоен со 8 гласа за и 3 воздржани. Точка 7. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Свети Николе за 2021 година. Комисијата за финансии и локален економски развој при Советот на општина Свети Николе му предлага на Советот да донесе одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Свети Николе за 2021 година како што е предложено. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Свети Николе за 2021 година го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Свети Николе за 2021 година е усвоен со 9 гласа за и 3 воздржани. Точка 8. Годишен план за вработување на општинско основно училиште Гоце Делчев Свети Николе за 2021 година. Збориме председателот на Комисијата за јавни дејности Бојана Стојанова. Комисијата за јавни дејности при Советот на општина Свети Николе предлага на Советот да го усвои годишниот план за вработување на основно општинско училиште Гоце Делчев Свети Николе за 2022 година како што е предложен. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Оливер Арсов. Мора да констатирам дека овој годишен план за вработување на основното училиште Гоце Делчев од Свети Николе веќе трет пат се наоѓа на седница на Совет. Предходните два пати не беше усвоен. Сметам дека малку е илузорно да очекуваме дека ќе го усвоиме кога нема никаква промена. Има причина зашто претходно не беше усвоен. Една иста точка да ја повторуваме неколку пати без никаква промена е малку несериозно и од ваша страна како председател на Совет, како и од предлагачот на самата точка. Ние по оваа точка ќе гласаме воздржано токму поради тоа што сметаме дека ако нешто веќе еднаш не е усвоено, втор пат не е усвоено, трет пат треба да претрпи некоја промена за да дојде повторно на Совет. Благодарам. Благодарам. Едно мало подсетување, претходните две седници кога не беше усвоена оваа точка, немаше воопшто дискусии, никој не најде замерка за годишниот план, туку само беше гласано и доколку нема некоја замерка, нешто да е кажано зошто не се гласа за тој план, а да се бара измена, мислам дека не е логично. Едноставно, никој во дискусија не кажа што има против тој годишен план. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Реплика, советникот Оливер Арсов. Самото тоа што точката не помина, односно не гласало мнозинството на советници, значи дека имаат нешто против оваа точка. Да сум јас предлагач на вакво нешто, ќе ги консултирам советниците зошто не е помината точката. А не да ја поднесувам упорно и вие да ја ставате повторно на дневен ред, се до бесконечност дека не помине. Благодарам. Тоа е право на предлагачот, а моје е да ги ставам точките на дневен ред. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, годишниот план за вработување на општинско основно училиште Гоце Делчев Свети Николе за 2022 година го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? 5. Констатирам дека годишниот план за вработување на општинско основно училиште Гоце Делчев Свети Николе за 2022 година усвоен со 7 гласа за и 5 воздржани. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, ја затварам 72-та редовна седница на Советот на општина Свети Николе. Благодарам.